Креирањето штабски анкети што ги лиферуваат медиумите блиски до власта е проблем на владеачките партии и го покажува нивниот страф и паника, порачува лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Вели вистинските бројки ќе се откријат на избори и Мицкоски ја повикува власта што поскоро да ги закажат изборите. Јасни се мерењата на јавното мислење дека ВМРО ДПМН има повеќе од 2 пати предност во однос на СДСМ, историски најголема, до сега тоа не се случило. Да опозицијска партија има толкава разлика во однос на владеачка партија. Предпоставам дел си има влијание и што тие така измекерски и поданечки се однесуваат во однос на Демократската унија за интеграција, па народот не гледа таму перспектива ниту пак визија. Јасна е разликата во квалитет, јасна е разликата во понуда и во испорака. Сега 22 имиња во партијата на Мицкоски ќе се борат за кандидатското место за претседател од редот на ВМРО ДПМН и коалицијата. Крајот на јануари, односно почетокот на февруари, партиската конвенција ќе пресече со кој кандидат ќе влезе во борба за претседателската фотелја. Тој список ќе биде намален во периодот што следи и очекуваме да имаме јасна представа од прилика кој кандидат ќе биде идниот претседател на Македонија, бидејќи јас сум убеден, а тоа го говори јавното мислење, дека претседателскиот кандидат кој што ќе биде поддржан од ВМРО ДПМН во однос на претседателскиот кандидат на СДСМ во првиот круг има најмалку 100.000 гласа предност. Затоа што ни предстојат претседателски избори, ни предстојат парламентарни избори, техничка влада, треба и едните и другите да се распишат и можеме да дојдеме на вистина во еден тесен рок и не би сакал тој рок дополнително да создаде тензија и дополнителна политичка и би рекол уставна криза. Стравувајќи од уставна криза, Мицкоски апелира да се одржи лидерска. Кога таа средба и да се случи, бе одел за да ги аргументира ставовите на опозицијата, но и да се фиксираат датумите за претседателските и парламентарните избори.